Се лепеат звездички, се црташе и боеше, но и се кажуваа пораки за мир и другарство. Библиотеката Благо Јанков Мучето и првоодделенците од Видое Подгорец со креативна работилница го обележаа Денот на Европа. Настанот започна со музика. Професорот од основното училиште Боро Џони Игор Ангелов на кавалја засвири Ода на радоста, химна на Европската Унија. Во нашата институција, покрај работите што ги работиме како библиотекари, го добивме тоа можноста EU-инфо-точката да се наоѓа во нашите простори. Имаме прекрасна соработка. Во нашата библиотека доаѓа многу министри, многу амбасадори на Европската Унија. Во времето пред пандемијата сето тоа го организиравме на подруг начин. Го користевме просторот на Арама во Струмица и таму правевме еден голем настан со ученици од основни, средни училишта, музичко училиште, балетски групи. Значи 9 мај се празнува во нашиот град. Оваа година, од причина што пандемијата не ни ги дава тие можности, се одлучивме денеска една едукативна работилница пред библиотеката да покажеме дека 9 мај значи за нас, дека се надеваме на членка на Европската Унија и за тоа ги повикавме учениците од основното училиште Видое Подгорец, кои денеска дојдоа, соработуваат со нас и прекрасно е дружбата помеѓу тоа што они го работат на часовите благодарение на успешноста и на нивната учителка. Наставничката Сонја Цицимова вели дека во креативната работилница примениле знаења од повеќе предмети. Децата имаа можност да учат и креативно да се изразуваат. Ова представува една едукативна работилница, активност започната во училиштето, ова да го наречеме како завршен настан, во кој искористивме се што знаеме, но и нешто ново да научиме. Значи, представува интеракција и од повеќе наставни предмети. Значи, го искористивме знаењето на печатните букви, 2D формите, боите и на сето тоа една креативност детска. Целта на оваа работилница е да децата да се запознаат со основните символи на Европската Унија и на еден детски креативен начин. Имате можност и вие да погледнете како тие тоа го изразија секако и пораката дека сите сакаме да живееме среќно, да живееме во мир и во благосостојба. Библиотеката имаше активности во основното училиште Сандо Масев, каде ученици читаа и разговараа на италијански јазик. Поради тоа што во сите училишта основни што се во Струмица има и втори јазик, во основното училиште Сандо Масев се изучува италијанскиот јазик, така да наша вработена, која е исто професор по италијански јазик и професорката во училиштето Сандо Масев, која е професор по италијански јазик, ќе говорат нешто повеќе за Европската Унија. Највпечатливи сепак беа одговорите на дечињата, кои со радост раскажуваа што успеале да изработат.